Почитувани гледачи, добро вечер на фреквенцијата на Сител 3 телевизија. Добре дојдовте со слика во спортскиот центар Кале во Скопје. Имате можност во наредните час и половина, претпоставам можеби нешто повеќе, се во зависност од тоа како ќе се одвива вториот полуфинален надпревар во машкиот кошаркарски шампионат за играчи до 18 години. Македонската кошаркарска федерација и Сител телевизија, спортската програма на Сител 3 воспоставија соработка и еве решивме да се вклучиме во она што се нарекува недела на мак баскетот, иако таа недела ќе трае практично 10 дена, почнувајќи од петокот кога стартува надпреварите на меѓународниот турнир во женска конкуренција. По 3-годишна пауза сениорките има одличен настап, предводени од новиот селектор Маријан Лазовски. Го освоја второто место на турнирот кој се одржа во Скопје, а во организација на Македонската кошаркарска федерација. Па девојките до 18 години, јуниорките, триумфот на Бадел во еден супер интересен финален меч во кој беа потребни и дополнителни 5 минути, соодвајќи ги девојките од Шкупи. Па од денеска се до недела сама завршница Final Four надпревари во младинска конкуренција. Ке започнеме со јуниорите. Веќе се одигра првиот полуфинален меч во кој се сретнаа големите ривали Работнички и МЗТ Скопје Аеродром. Финалист ќе биде тимот од Градски парк. Работнички бидејќи забележа убедлива победа со 95-60 во дуелот против МЗТ. Па така, утре од 20 часот во оваа иста сала, во спортскиот центар Кале, ќе игра Работнички против победникот од полуфиналето број 2, кој ќе го следиме низ директен пренос, а во кој екипата на Вардар, кој практично ќе има на некој начин и улогата на домаќин, ќе игра против составот на Шкупи. Велам, со ова стартуваме и практично 6-дневна, 7-дневна програма, постојано секој ден младински мак баскет на Сител 3 од 20 часот. 18 години, па потоа турнирот 14 години, тоа е во среда и четврток, петок и сабота завршниот турнир во конкуренција до 16 години. Ајде накратко за патот до кој двете екипи стигна до овој завршен турнир. Сезоната започна со 30 екипи поделени во 4 групи. Беа одиграни во дел од групите 12 во дел 14 кола. Во А1 конкуренцијата Работнички имаше само еден пораз. Тимот на Шкупи, кој вечера ќе настапува во сини дресови, имаше еден повеќе, односно учинок од 10 победи и 2 порази. МЗТ Скопје Аеродром го освои третото место со скор 9-3. Во А4 конкуренцијата или групата Вардар беше првопласиран пред Феникс. Вардарци има 12-2, а Феникс 10-4. Во вториот дел од шампионатот беа формирани две нови групи во кои учествуваа по 8 екипи и беа одиграни практично дополнителни 8 кола за да се стигне до разигрувањето, четвртфиналето. А во него екипата на Вардар на два пати беше подобра од гостива на домашен терен 78-53 и на гости со 80-58. Шкупи местом во големата четворка обезбеди со двата триумфи над скопскиот состав Плеймейкери центар со 82-79 и на гостински терен Шкупи славеше со 72-66. Имаме можност, реков, почнувајќи од вечера, па се таму до сабота недела, да се запознаваме колку Македонија има или нема, а јас велам, има потенцијал во кошарката. Сигурно можеби не сениорската репрезентација на Македонија, онака конкурентна како што беше пред 5-6 години, но во секој случај со неколкуте промени, со враќањето, да речеме, на Јорданчо Давидков на кормилото на сениорите, со ангажманот на оние кои ги имаме на располагање, па можеби и некои други, бидејќи Давидков најави враќање на дел од повозрастните во националниот А тим на македонската репрезентација. Велам,
За очекување е летово Македонија да мине во предквалификациите за светското првенство. Знаете, нов тип на нов формат на квалификации и така натаму и така натаму. Но оние кои беа, оние кои ги испишаа најубавите моменти во макбаскетот треба да бидат нормално заменети од помладите. А дел од нив ќе имаме можност да видиме и вечерва. Во овата состава има по неколкумина потенцијални репрезентативци. Велам потенцијални, бидејќи селекцијата до 18 години ќе настапи годинава во Б дивизијата на Европскиот шампионат во Софија, а селекторите практично Ѓорги Кочов, кој е актуелен селектор на таа репрезентација, а денеска во улога на асистент на тренерот на Вардар Никола Велев, го има само објавено поширокиот список на играчи. Првиот напад ќе го имаат кошаркарите на Шкупи. Обид за 3 беше тоа на Какуруки. Еден од играчите кои се на тој поширок список за кој говорев, а Филип Ѓоргиевски, кој исто така ќе се обиде да избори место за престојниот Евробаскет, ги бележи првите поени на преворот и тоа тројка водство на Вардар од 3-0. Не успеа со број 46 Елиса Камбери да реализира нов удар за 3 на спротивната страна, инаку Камбери полог период го следам, верувајте ми, има ова момче добар шут од дистанца, веднаш Енвер Мифтари прави измена со број 41, Мјаки Абдурахим на местото на осумката Меритон Жерка. Чинам дека е тој капитен на екипата. За жал, иако Македонската кошаркарска федерација достави практично до сите учесници на завршните Final Four турнири еден прашалник во кој требаше да бидат наведени основните податоци, па ако сакате и подетелни информации за сите овие млади кошаркари кои имаме можност да ги следиме. Сепак тоа досега го направи само кошаркарскиот клуб Вардар и тоа оваа селекција до 18 години, предводени од тренерот Никола Велев. Значи, единствени кој на некој начин покажа одговорност кон она што се вели промоција пред се на младите кошаркари. Сега ова беше потфрлање, но среќа таму со број 5 Волкановски оствари офанзивен скок и уште еден. Резултатот 6-2 водство на Вардар. Поените ќе важат, има и дополнително слободно фрлање, само да видиме 42. Алиловски ја заработува првата лична грешка, а за Никола Шопов ова е петти кош. Може и од следната ситуација да излече 3 практично. Не успева, останува на 5 поени. 8-2 водство на Вардар. Добра промена на правец во десно, Реджепи не успева да реализира и ќе повлече напред Ѓоргиевски. Родум одбитова, младиот Ѓоргиевски. Ова беше одличен обид, може би за атрактивна завршница. Никола Шопов, 200 сантиметри висок, на 27 јуни ќе наполни 17 години. Еве тројка прва и за кошаркарите на Шкупи. Енис Реджеп. Први поени се тоа за него. 8-5. И ова е одлична акција која завршува со ситуација 2+1. Консултација меѓу Феревски и Милоевич, тука и Павлов. Тоа е судиската тројка која ќе дели правдата на овој меч. Лична грешка број 1 за Вајмир Какруки, а можност за Филип Ѓоргиевски и тој како и Шопов од предмалку.
да врзе 6 поени, по една тројка обацата, со тоа што Филип Георгиевски го реализира и дополнителното слободно фрлање, вкупно 6 поени за него, 11-5. А сега иста ситуација на спротивната страна. Георги Милошевски, ова момче родом од Битуше, исто така и на поширокиот список на Ѓорги Кочов за репрезентацијата до 18 години, 185 см, игра на бековската позиција, најнискиот, а највозрасен играч во составот на Вардар. Реджеп на тројката врзува нови 3 поени, вкупно 6 за него. И сега директно во рацете на противникот. Чекори во право. И Александар Милоевиќ. Предпоставам дека од режијата, со оглед на тоа дека овој пренос го вршиме со една камера, предпоставам дека ќе се обидеме барем да направиме неколку повеќе репетиции за да се увериме во исправност на одлуките на арбитрите, но не би требало да се сомневаме, бидејќи стана збор за искусни арбитри кои дел од нив и со фибиниот знак. Пред се Александар Милоевиќ, кој за себе има, ако добро се сеќавам, 3 сениорски европски кошаркарски шампионати. Елеса Камбери ги забележа во меѓувреме првите поени, нова можност за брза контра. Прекрасна блокада беше тоа на Никола Шопов. Браво. Следејќи ги повеќе сезони наназад настапите во младите категории, па почнувајќи од 12 се до 20 годишна возраст, впечатокот кој го стекнав овие 5-6 години, 5-6 сезони е дека апсолутно има поголема бројна публика отколку на надпреварите во сениорска конкуренција или во прволигашката конкуренција во изминатите 4-5 сезони. Така ќе биде и вечера во салата Кале. Со осмиот кош на Реджеп, Шкупи доаѓа во предност од 12-11, прави Шкупи одлична серија од 7-0. Има лична грешка, број 8, прва за Меритон Жерка. Трет фаул, тимски, во тимот на Ембер Мифтари. Добра во одбраната, поставен Жерка. Премногу соло од страна на Филип Ѓоревски и останува само една секунда за овој напад на вардарци. Водеа со 11-5, сега губат 12-11. Не знам зашто оваа реакција на тренерот на Шкупи. Ембер Мифтари, уште една секунда. Ајде да видиме што ќе донесе овој аут. Интересно поставени. Играчите на Вардар ќе морат веднаш да биде упатен удар. Не може. Не може да изминат една секунда. Практично се чу сирената на семафорот уште пред Ѓорги Милошевски да ја прифати топката, но како и да е. Останува резултатот непроменет. Лична грешка за Филип Ѓоргиевски. Тој е дел и од Спортската академија во Скопје, разбирливо учи кошарка.
Инаку има и настапи во сениорскиот тим на Вардар, кој минатата сезона настапуваше во прволигашката конкуренција, но Вардарци, ако добро паметам, има само еден или два триумфи во разигрувањето практично за опстанок во првиот дел од сезоната, ниту еден. И сега тројка од огромна далечина на Енис Реджеп, негова втора. Тој е најистакнат играч во досегашниот текот на преворот со вкупно 11 од 15 поени на Шкупи. Трае серијата на составот од Скопската населба Чер, не успева да врати 13-ката Данило Монев, родом од Пробиштип. Вардар има 4-2, Шкупи има 4-2 во ударите за 3 поени. Си игра брзо, динамично, без многу размислување. Добра замисла, но не врече прочитане намерата на Иван Волкановски, невисокиот кошаркар во обата тима со 205 сантиметри. Тайм-аут бара домашниот тренер, 20 годишниот Никола Велев. На некој начин кошаркарскиот клуб Вардар им даде шанса на помладите предводени од председател Ѓорги Кучов, кој е актуелен селектор токму на репрезентацијата до 18 години, практично оваа годишна возраст. Делам и во сениорска конкуренција им даде шанса на повеќеми на млади играчи, па дури и со 17-18 години. Нешто што сигурно не донесе резултат, тоа е повеќе од јасно, но нешто што треба да се практикува и во останатите македонски клубови. Практично ја знаете она битка која се водеше долг период и се уште се води околу бројот на странците кои се присутни во макбаскетот, па се помалиот број на македонци добиваат шанса и минутажа која апсолутно ја заслужуваат. Во една таква ситуација сосема разбидливо е да има и пат на репрезентативен план. Да, со многу напор, многу труд, многу тренинг е потребен за да се стане добар кошаркар, но за да се стане врвен, потребни се квалитетни, се напревари, едноставно со седење на клупа или само со играње со својата годишна возраст, па може би една-две повеќе. Тешко дека овие млади момчиња кои патем веќе одамна се во пубертетот, па малку школа, малку студии, малку нормално први симпатии, љубови, многу лесно некако ги губиме и оние кои во својата кариера од 13, 14 па нагоре 16-18 години покажуваат потенцијал. Велам, ќе мора многу повеќе македонските клубови, пред се раководства, да се ослонат токму на наши сили, доколку сакаме да го подигнеме и нивото на клубовите, но пред се на репрезентацијата на Македонија. Број 8, Меритон Жерка, втора лична грешка. Со ова Шкупи го исполнува бонусот, но Шкупи и натаму е во серија. Таа сега изнесува 13-0. По негативата од 6 поени, 13-0 прават кошаркарите во Сино. Ќе остане така и по овој обид за 3 на Волкановски, а богами предноста ќе биде зголемена со 13-тиот поен на Енис Реджеп. Браво! Ќе мора да реагира и тоа со двојна измена домашниот тренер. Велев
во игра за прв пат со број 14 го забележувате. Еден исклучително потенцијален кошаркар Јоан Божиновски. Тој е најмладиот во оваа екипа на Вардар, но неговите соиграчи прават уште една грешка, а Шкупи со брза контра преку Валмир Какруки ја продолжува низата 22-11. Двојна предност имаат играчите на Енвер Мифтари. Пет беше резултатот во третата минута од надпреварот. Легуваме ние во осмата. Од тогаш наваму Шкупи со серија 17-0 за плюс 11. Дел и од женската сениорска кошаркарска репрезентација во салата во Кале присутна. Ги гледате во кадрот. Оние кои изминативе 3 дена се собра и ни приредија големо задоволство. Ке има голем потенцијал, голема шанса новиот селектор Маријан Лазовски да направи одличен тим пред се од бројни интернационалки. Сега по една грешка на обете страни и можност, но брзо се враќаат играчите во сино. И нова загубена топка за вардарци. Ако во текот на целиот шампионат немаше статистика од надпреварите во млада конкуренција, една навистина дилема која мислам дека е во право Кошаркарската федерација на Македонија, бидејќи голем дел од овие млади момчиња пред се размислуваат за статистиката која во таа фаза, во таа возраст е непотребна, напротив, не треба да се бројат поените, што се одиграло, како се одиграло, за тоа си тука тренерите. Ја немаше статистиката за овој завршен турнир и тоа како е потребна на крајот на краиштата. Ова се последни надпревари кои треба да бидат показател не само со она на терен, туку и статистички за селекторите да направат и позрела слика за изборот на играчи кои ќе го имаат на располагање. Мини серија од 4-0 на Вардар, но Камбери се обидува за 3, безуспешно, второ негово промашување. 16 Вардар, Шкупи 22. Откако се поставија во зона Вардарци, тешко некако нападот на Шкупи, барем реализаторски, но голема предност создава ова момче. Валмир, односно се извинам, Енис Реджеп. Има фантастичен пробив, брз кошаркар, добра промена на правец. Елеса Камбери сега за 2+1. Поимите ке важат. Број 14, лична грешка Јоан Божиновски. Божиновски минатата година беше дел од репрезентацијата до 16 години, кој играше во Б дивизијата на Европскиот шампионат во Софија. Тој практично една година помал од поголемиот дел на играчите, роден од 2000-тата. А ова е селекција за играчи од практично 1999-та, па помлади. Камбери. Вкупно 5 поени за Елеса Камбери. Лани и преклани
беше составен дел од екипата на Феникс 2010 од Скопје, со која освои 2 титули. Иако Феникс и годинава претендираше со својот состав да биде дел од најдобрата четворка, сепак за тоа се погрижи МВ Скопје Аеродром, па со 2-1 го победи. Аеродромци стигнаат до полуфиналето, а во него подсетувам уште еднаш загубија убедливо од Работнички со 95-60 во мечот кој се одигра пред овој. Дупла. Ова е двојно играње со топката. 8 секунди до крајот на четвртината. Три обиди на Роберт Стојов, безуспешни. И екипата на Шкупи сосема заслужено го добива првиот период со 7 поени разлика. 25-18 водеше Вардар со 11-5. Во третата минута имаше позитива 6 поени, но потоа Шкупи направи една серија од 17-0, па во 8-та минута кошаркарите од Скопски Чаер има и највисоки 11 поени предност. Спортската програма на Сител телевизија веќе во неколку наврати се обидува да ги промовира младите категории во кошарка. Се надевам дека ќе воспоставиме таква соработка и со останатите федерации. Ако се сетите, практично ги работевме преносите на младата фудбалска репрезентација на Македонија во нивниот историски пласман на завршницата на Европското првенство, што е за прв пат во историјата на макфудболот, една наша селекција да стигне на големо надпреварување. Не знам зашто станува збор, ако тука се растрчаа редарите во салата во Кале. Мал прекин на играта. Мислам дека тоа не би требало да влие. На продолжението или сепак да има мал прекин на играта. Ајде да ја довршам онаа моја мисла. Од премалку велам, почнавме со фудбалерите, продолживме со кошаркарите. Еве и сега продолжуваме со младинските конкуренции. Така ќе биде се до сабота. Се надевам дека ќе бидат вклучени младите ракометари на фреквенцијата на Сител 3. На некој начин да дадеме подршка и афирмација на сите овие млади кошаркари. Знаете дека спортот е најдоброто нешто што може да и се случи на една нација. А впрочем, за тоа најдобра потврда беа успесите години наназад на ракометарите, на кошаркарите, па и ако сагате и оној вчерашниот на македонскиот првак Вардар, кој триумфираше во Лигата на шампионите. Се радува на некој начин цела македонска нација, особено црвено-црната фамилија на Вардар. За утре е најавен спектакуларен дочек на новите европски шампиони. Сител телевизија во живо ќе го следи тој настан, почнувајќи од нивното доаѓање на Скопскиот аеродром. Се очекува некаде околу 11 часот да се случи тоа, па се до
свеченоста која е предвидена, колку што имам информации, на плоштадот во Скопје. Само со афирмација и поддршка на спортот и во спортот може Македонија да изгради здрава нација. Што подалеку овие млади момчиња и девојки од пороците на денешницата и така натаму, нешто за што многу пати сме говореле и во нашите емисии, во спортското студио, и во информативните програми и така натаму. Еве обид за 3, безуспешен, се обиде Јоан Божиновски да оствари офанзивен скок, а промаши за 3 Роберт Стојанов. 3 од 8 бие Вардар за 3. Останува плюс 7 и сега е преоптимистички од страна на Реджеп. Не е дека не постигна 2 тројки, да, но 9-10 метри, затоа така малку повлици и еве тројка на другата страна. Данило Монев, втора негова тројка, четврта за екипата на Вардар. Мислам премногу се орија, Реджеп, а премногу на другата страна шутира Стојанов. Лична грешка, број 1 за момчето родено во македонска Каменица. И тој е на поширокиот список на Георги Кочев. Ако добро преброев, дури 5 вардарци се на списокот на Кочев, кој лани беше прогласен за најдобар млад тренер во Македонија од страна на Македонската кошаркарска федерација, а во избори на медиумите, новинарите кои следат кошарката. Круки некоректно тоа додавање. Уште 10 секунди за овој напад. Камбери за 3. Тројка на Камбери. Елеса Камбери, прва тројка во 3 обиди, 8 кошеви за него. 3 од 9 шутира Шкупи, кој води со плюс 7. 28 Шкупи, Вардар 21. Еве сега чиста ситуација за Божиновски, кратко. Ќе почека на првите поени. Да, во право е Милоевиќ. Во право е Милоевиќ, а забележувам и овде под нашата камера и Феревски го покажува истото. Број 12 Вајмир Катруки, втора лична грешка. По еден фаул во овој период на обете страни. Вардарци ќе бидат домакини на завршниот турнир за играчи до 16 години, кој ќе се одржи во петок и сабота, на кој екипата на Партизан во Боснанске има два своји тима. Практично едниот составен од кошаркари родени 2001, а другиот од 2002 година. На него ќе настапат и Феникс 2010 од Скопје, со екипата која практично пред 2 сезони беше шампион. И реков составот на Вардар. Тоа е четворката која се пласира во кадетска конкуренција
на завршниот турнир во петок и сабота, а в среда и четврток не се најмладите, туку оние до 14 години, или порано ги нарекувавме пионерска конкуренција, само да ја забележиме личната грешка број 2 за Стојанов. До 14 години или кошаркари родени 2003 и помлади. Завршниот турнир ќе се игра во малата сала на спортскиот центар Јане Сандански од 17:30 МЗТ Скопје аеродром, кој заврши како второ рангиран по регуларниот дел, ќе игра против четврто класираниот Партизан Горни Санс на терминот од 17:30, а од 20 часот во среда во полуфиналето Феникс, кој без пораз беше првопласиран, за противник ќе има екипата на Вардар. Патично има и таму интересни надпревари за селекцијата на кошаркари која летово во Словенија ја очекува настап на неофицијалното европско првенство, популарниот Супербол. Традиционално Македонија е составен дел од тој настан дека години наназад, така ќе биде и годинава. Одлично одиграно, пик н рол на релација Георгиевски и Шопов. За Шопов 7 поен, тој е најефикасен во составот на Вардар. 23 Вардар, Шкупи 30. Јоан Божиновски заработува втората лична грешка, тој Стојанов со број 21 и Филипе Георгиевски по 2 фаули, по 2 на спротивната страна, 8-ката Жирка и 12-ката Какруки. Вардар го исполни бонусот. Реджеп за 3. Тројка на Реджеп. Веќе трета негова 16-ти поен. Убедливо најдобриот поединец на преварот. 4 од 10 ударите за 3 на Шкупи, во чии редови сега Какруки. Трет фаул е тоа за него. Ова може да биде опасно. Бидејќи е еден од најдобрите кошаркари во составот на Шкупи, иако засега има двајца поефикасни од него, а еве ги првите поени за Јоан Божиновски. Ки биде повлечен на клупа, претпоставам да биде заштитен од личните грешки. Вики на брзина направи 2, а има многу да се игра до крајот. Ѓоревски. Нема офензивен скок, победот за 3 на Данило Мунев. Останува на 2 тројки. Камбери, нов обид за 3, нема поени. Какруки со офензивен скок, ќе има лична грешка од Никола Шопов. Прва. На 2 слободни фрлања за Вајмир Какруки. Седум поени и 5 скокови. До сегашниот негов учинок се враќа во игра со број 5 кај Вардар, стартерот Иван Волкановски.
Подсетувам уште еднаш, ова момче кој доаѓа од Охрид е дел од поширокиот список за репрезентацијата до 18 години, но и дел од спортската академија во Скопје. Е највисокиот во овата тима со 205 сантиметри. Две нереализирани слободни фрлања на 5 руки. И ова беше добро остварена предност од страна на Ѓорги Милошевски, но мораше да проигра со своите соиграчи. Премногу себично како го стори тоа, а тоа Круки го казнува со неговиот 9-ти поен. 37-25. Највисоки плюс 12 за екипата на Шкупи, но на брзина намалена таа предност на 10. 16-та минута ни преврат. Сега Камбери од непосредна близина, потоа и Јаки не успеваат да казнат грешката на домакините и први поени на Роберт Стојанов. И тајм-аут бара Енвер Мифтари. Еве зошто велам интересна младинската кошарка. Често пати знаат едните да направат серија, па да направат, да имаат пад во играта, тешко се одржува континуираност во текот на сите 40 минути. Некогаш и наједноставните кошаркарски елементи делуваат најтешки, а некогаш ќе видите момчиња и помали од овие кои најтешките кошаркарски елементи ги изедуваат со најголема леснотија. Делува мотивирано тимот во Сино. Затоа нема сомнение. Ке многу поголема ангажираност и сконцентрираност на црвените, на вардарци во случајот. И многу повеќе трчање. Доколку сака да се надополни ова негатива од 8 поени, уште една секунда изблокиран овој обид за 3 на Алиловски. И тргна напред Милошевски. 8 секунди. Не успеа вардарци да ја префрлат топката на противничката половина. Нешто што најмногу претпоставам лути тренерите. А веднаш потоа и да не се упати удар пред истекот на 24 секунди. И уште еднаш повтор пат изблокиран во обид за 3. Ерната Алиловски. 4 од 13 Шкупи, 4 од 12 во ударите за 3 Вардар. И сега добро поставен Волкановски го затвори патот на Какруки. Се ги пипа Шекори. Реджеп. Осумнаесети поен на Енис Реджеп. За жал од податоци само тоа го имам за него и
годишна возраст, 15 април 99 роден и ништо повеќе од тоа. Реков, беше испратен допис од Федерацијата до сите учесници на завршните Final Four турнири, практично во кои им беше оставено на самите клубови да наведат дел од позитивните, па ако има и негативни, ако верувам дека ги нема работи кај овие млади момчиња, за да можеме ние да ги пласираме, презентираме, а единствено до сега одговорноста пројави екипата на Вардар. Оваа годишна возраст и Феникс 2010. Очекувам веќе во текот на утрешниот ден тоа да го сторат и останатите тимови. Добро решение. Иван Волкановски, први негови поени. 31-39 водич купи. 2 минути и 11 секунди до крајот на полувремето. Камбери за 3, нема тројка, но има нов офанзивен скок, а потоа блокада на Волкановски. Ситуација 4-3, која треба да биде искористена и тоа максимално може со 3 поени, бидејќи лична грешка прави Реджеп. Врз Ѓорги Милошевски. 6 поени за Милошевски. Еве го и седмиот од оваа ситуација. Вардарци излекуваат 3 коша. Доаѓаат сега до негатива од -5. Сега Вардар со серија од 9-2. Нема тројка за Шкупин, но има нови 14 секунди. Има измена во тимот од Скопската населба Чаер. Абдурахим Јаки собри 41, оди на клупа. На негово место со број 8 Жерка, кој беше и стартер. И сега оваа реакција на младиот кошаркар најде, да би рекол, правилен потек и од арбитрите, но и од самиот тренер Нивер Мифтари. Камбери, 12 поен. Тој е вториот играч на вечерашниот меч со двоцифрен број на поени. Десетката Реджеп има 18. 75 секунди до крајот на полувремето. Реджеп краде топка. Неспортска. Една интересна ситуација во која Милоевич и Феревски покажа обичен фаул, но судијата Павлов процени дека тоа е неспортски фаул од 11-ката Филип Ѓоревски, трета за него лична, а сега има и 2 слободни фрлања, потоа и топка од страна за тимот на Шкупи. Со суми на кошаркари до сега се обиде домашниот тренер Никола Велев. Дамјановски, Павлович, Крстевски, Јаневич и не добија за сега шанса. Знаете како велат, во оваа годишна возраст честопати оние на кои не сметате ќе им дадете помала минутажа, пак тие може да направат и создадат предност. Последен со топката играл Стојанов. Роден во македонска Каменица.
Овој кошаркар беше дел од репрезентацијата до 16 години, заедно со Јоан Божиновски, кој е вратен во игра. Божиновски пак важи за одличен одбранен играч, сега Камбери прави 4. Тайм-аут за Вардаровиот тренер Никола Велев. 55 секунди до крајот на полувремето. Ако ги намалат бројот на загубени топки, играчите на Вардар може да се надеваат на приклучок резултатски, бидејќи овие 19 минути игра имаат веќе 19 загубени топки. Односно 16, се извинувам, 16 загубени топки наспроти двојно помалку на Шкупи, кој игра и далеку поагресивно во одбраната, во првата фаза од нападот на противничката половина. Често пати го прават тоа избраниците на Митари. Но играат и многу побрзо во транзиција, по дефанзивен скок, веднаш се бара Енес Реджеп како прва опција, а тој до сега докажа дека има исклучителни физички предиспозиции, брз кошаркар, но и од друга страна пак нема страф од далеку повисоките противнички играчи, па затоа кошаркарот со број 10 во Симдрес Реджеп до сега има 19 постигнати поени. Јоан Божиновски ќе уфрли во игра за Ѓорги Милошевски. Има време за напад и за Шкупи, но и за Вардар за уште еден. Но прво да видиме овој што ќе донесе во ситуација 1-1 од аголот за 3. Ништо посебно. 0-3 Стојанов. Очигледно дека тоа е далеку полошата страна во неговата игра. Но се реваншира на другата страна и Реже. На тој има пак 3 постигнати тројки од 7 упатени удари. И пак Стојанов во изолација да игра 1-1 за 3. Големо премашување беше тоа на Милошевски. Од половина терен. И ова да го погодеше. Не се Реджеп, ќе беше навистина многу. Останува на 19 постигнати поени. На екипата на Шкупи по првото полувреме од овој втор полуфинален меч во конкуренција на играчи до 18 години против Вардар има предност од 42-34. По вообичаената пауза, почитувани гледачи, одново ќе се вратиме со слика во спортскиот центар Кале во Скопје. Еве не одново назад со слика во спортскиот центар Кале во Скопје во пресрет на второто полувреме од вториот полуфинален меч во кошаркарскиот шампионат на Македонија за играчи до 18 години во јуниорска конкуренција. Тоа се играчи родени 1999-та и помлади. Веќе е познат првиот финалист, тоа е составот на Работнички, кој во полуфиналето пред ова убедливо со 45 разлика, 96-60 гласува да излезе од Скопје аеродром.
тимот од Градски парк Работнички утре од 20 часов ќе го гледаме во финалето во оваа конкуренција, а кој ќе биде негов опонент во дуелот за титулата останува да видиме. По првите 20 минути екипата на Шкупи, која игра во сини дресови, води против Вардар, кој е практично и домаќин на некој начин на овој турнир, со 42-34. Ова е почеток на директните преноси кои оваа седмица ќе ви ги понуди спортската програма на Сител 3 телевизија, но и директните преноси на Сител, бидејќи утре, тамо некаде пред околу 10:30, 11 часот, очекувате и директно вклучување од Скопскиот аеродром, каде со своја екипа телевизија Сител ќе ги дочека новите европски ракометни прваци, вардарци, па од текот на нивниот патување се до площадот во главниот скопски, во главниот град на Република Македонија, площадот Македонија. Ќе ги следиме ракометарите на Вардар. Реков, специјална програма, низ директен пренос на Сител телевизија, а на Сител 3 секој ден кошарка, младинска конкуренција, ова се чекори, мора тоа да го видат судиите. Ова беа чекори. Имам се до сабота таму постојана младинска кошарка, утре финале, М18, среда и четврток. Полуфинални надпревари и финални надпревари се разбира во М14. Нема број 41. 46 да претпоставам. Камбери, лична грешка. Во среда 17:30 Новоспортскиот центар Јане Сандански во малата сала. МЗ Скопје аеродром ќе игра против Партизан Водно Санс. А од 20 часот Феникс против Вардар. Во петок и сабота 17:30 во оваа сала, значи во петок полуфинале број 1 меѓу Феникс и Партизан. Тоа е втората екипа на Партизан Водно Санс. На играчи родени 2002 година. А во второто полуфинале во петок во кадетска конкуренција од 20 часот Вардар против првиот тим на Водно Санс, играчи родени 2001 година. Сето тоа ќе го заокружиме со финалниот меч во сабота од 20 часот. Камбери со офанзивен скок стигна до својот 14-ти поен. Тој 14, как Круки 11, Реджеп со број 10, има дури 19 коша во првото полувреме. За сега во редовите на Вардар ниту еден играч со двоцифрен број на поени. Најмногу Филип Ѓоревски, кошаркарот со број 11, постигна 8. По 7 коша Милошевски и Шопов имаат во составот на Вардар. Реджеп остварува голема предност на вистинското место Камбери. Негова втора тројка, 6 упатени удери, втора тројка за Камбери, купно 17 поен. 49-36. Ова се највисоки, плюс 13. Реджеп ја заработува втората лична грешка. Само да бележам, 22 минута, плюс 13 за Шкупи. Во третата минута на преварот Вардар имаше 6 поени предност, па следеше серија од дури 17-0 на составот на Шкупи.
ја доби првата четвртина, ова екипа со 25-18, во втората придодаде уште еден кош повеќе, 17-16 беше во тој период. Еве сега 7-2 до сега. Трета лична грешка за Меритон Жерка. Со број 8. Роден на 10 мај 2000 година. Роберт Стојанов, стартер, се изнаигра, ама без некој особен ефект. 21 минута на паркет, само 3 поени. Шутираше 4-0, за линијата 6-25. Имаше еден кош од игра во втората четвртина и еве ова слободно фрлање од предмалку. Агресивна е одбраната на Шкупи. На рап на прекршок играат играчите во Сино, но фати еден критериум судиите и мислам дека добро си ја вршат работата. Девети поен за Никола Попов. 200 сантиметри ќе наполни 18 години на 27 јуни. Лани настапуваше на Европското првенство за играчи до 18 години, чиј домаќин беше токму нашиот главен град. Камбери Нофовиќ за 3, нема кош, но успеа осумката Жерка да се избори за нов напад. Нови 14 секунди имаат кошаркарите на Шкупи. Без многу размислување, од прва упатен удар кон противничкиот кош, мислам дека изфорсирано беше ова од Реджеп. А брзат на спротивната страна и Вардарци, во случајот Ѓоревски. Секоја чест за момиче. Енес Реджеп. 21 кош. Погоди 3 тројки од 10 победи, но подсетам уште еднаш се работи за пред се исклучително брз играч кој нема срав од повисоките противнички кошаркари. Едноставно во таа транзиција остварува голема предност овој млад кошаркар. И одново Реджеп. И сега сгреши страната, добро поставена одбрањата Милошевски, но ја губи топката. И Камбери. Аут е тоа за Шкупи. Аут е тоа за Шкупи. Сгазна на линијата, буквално пред нашата камера се случи тој мит. Изгазна Роберт Стојанов на линијата во непосредна близина. Судијата Феревски покажува топка за Шкупи, но по тајмаутот кој го побара Никола Велев, тренерот на Вардар. Младинците на Вардар го освоија годинава веќе една титула. На 20 години конкуренција. Има свој представници покрај во ова 80-ка и во останатите две конкуренции, во М16 и до 14 години.
Го гледате Маријан Лазовски, селекторот на женската кошаркарска репрезентација, своевремено работеше и со неколку младински категории во нашата земја, па беше и селектор на А националниот состав, естаблишментот на Македонската кошаркарска федерација, председателот Наумовски, во друштво на генералниот секретар Моника Гавриловска. Присутни на сите завршени превари. Камбери за 3, непрецизно. Една тројка постигна Камбери во втората четвртина, а веќе има 8 упатени удари. Предноста им дозволува на играчите во Сино да шутираат почесто. И сега ова беше одличен влез на Божиновски. Немаше среќа Јоан, но затоа пак со број 5 Волкановски нуди ситуација за 2+1, а згоре на тоа и четврти фаул за Меритон Жерка. Чинам дека е тој капитен на екипата. Стартер. На семафорот стои Терет. Фаул. На семафорот во првото полувреме воопшто и не работеше, односно не беа регистрирани личните грешки, па јас ко се водам од мојата статистика и сега лична грешка во напад. Број 12. Какруки. И кај него сега стои пред фаул. Ајде да видиме што вели онлайн статистиката. Треба да е четврти. Според мојата евиденција, треба да е тоа четврта лична грешка и на Вајнери Какруки, третиот стрелец во тимот на Шкупи. И ако сум јас во право, а ретко грешам во евиденцијата, преретко, тоа ќе видат големи проблеми за тимот на Мифтари. Потврда и на официјалната статистика. Во право. Жерка и Какруки по 4 фаули, 20 од стартерите. И сега одлична асистенција за лесни 2. Купно 8 поени на Илјан Волкановски. Тоа беше Филип Ѓоревски кој асистираше. Предноста на Шкупи е под 10, во случајов 8. 43-51 Јоан Божиновски. И еве чиста ситуација од која мора да се земе шутот. Повеќе би се налутил било кој тренер колку не се шутне во една ваква ситуација. Сега Камбери, што би рекли американците, се оде coast to coast од едниот до другиот крај, но непрецизно. Ѓоревски, убав пробив на Ѓоревски, прекрасно положување со лева. Тој е првиот играч кај Вардар со двоцифрен број на поени, но прави лична грешка. За него исто така ова е четврта лична грешка. И веднаш ке реагира тренерот Никола Велев, го повлекува од игра Филип Ѓоревски, след прв плеймейкер, на негово место со број 7 Ѓорги Милошевски. Има освоено 3 златни медали момчето со број 7, родом од Битуше, со помладите категории до 12 и 14 години. Или ако сакате, овој млад кошаркар беше прогласен и за најкорисен играч, популарен MVP пред 4 години во генерацијата М12. А мислам дека Ѓорги Кочов, кој е на клупата на Вардар, овој пат во улога на, ајде да не речем помошник, туку советник на Никола Велев,
а е актуелен селектор на репрезентацијата до 18 години, ќе мора и тоа како да смета на Реджеп од Шкупи и как руки. За престојните настапи на ова јуниорска репрезентација на Македонија, која летово ја очекува настап во Б дивизијата на Европскиот шампионат. Двата тима се во бонус. Доколку има малку поголема соработка Реджеп со останатите, мислам дека ќе биде и многу полесно и подобро покорисно за неговиот тим. А сега Данило Монев по одличната асистенција и акција која имаше Јоан Божиновски. Трета тројка на Монев. Вардар доаѓа на минус 4. 48-52. Во 22-та минута Шкупи водеше со 13 поени. Од тогаш наваму 12-3 прави екипата на Вардар. Не успеа да се забележам, мислам дека е тоа Меритон Жерка со број 8 кој се жали на Грч. Ако добро забележувам во подколеницата. – 2:33 до крајот на овој меч. Во напад ќе бидат кошаркарите на Шкупи. Лична грешка на Јоан Божиновски. Трета на 2 слободни фрлања за Ердан Алиловски. Негов трети поен. Останува на 3. 48-53. Води Шкупи. Георгиевски за Јоан Божиновски, не успеа да реализира тројка. 5 од 19 Вардар, 5 од 21 Шкупи, кој продолжува да игра својата препознатлива игра. Елеса Камбери, негов 19-ти поен, плюс 7. Дојдоа на 4 разлика. А сега тројка во вистински миг за Ѓорги Милошевски. Би рекол трета среќа и тој е вториот играч со двоцифрен број на поени кај Вардар. 10 има и Ѓоргиевски, но Ѓоргиевски е на клупата поради 4 лични грешки. Камбери не се решава да бие, оди на влез, изнудува лична грешка за 2 слободни фрлања.
Мислам дека е тоа број 21, така е. Роберт Стојанов. И тој 4 фаули. Интересно, по двајца од стартерите во обата тима со по 4 фаули. ...51, 55, а сега веќе и 56. 20 кош за Елеса Камбери. И 21. Ти биде направена измена. Повлечен од игра Роберт Стојанов. На негово место Мартин Дамјановски за прв пат во паркетот. Овој кошаркар. Шанса не добија до сега само, односно не добија тројца, Крстевски, Јаневиќ и Павловиќ. Присетете само на муабетот кој го кажа во првата четвртина дека честопати оние кои се на клупата и имаат помала минутажа знаат во оваа годишна возраст да изненадат и да придонесат многу за својот тим, бидејќи се обидуваат да добијат поголема минутажа од своите тренери. Единесети кош за Ѓорги Милошовски. Има офенсивен скок од Волкановски, значаен преворот, последни 45 секунди од третиот период. 54-57. Божиновски за 3, нема тројка, штета. Останува на двата поени од првата четвртина, но еве усвоена топка и премногу долго Монев ја држеше во своите раце, имаа ситуација 4-2 и сега добро позициониран во рекетот Волкановски пред својот противник, во случајот Мјаки, која заработува втората лична грешка. Но мислам дека мораше и многу порано Данило Монев, кој е родом од Пробишти, да ја уфрли топката таму во рекетот. Беа осамени и Волкановски и Божиновски. Девети кош за охридјанецот Иван Волкановски. Еве и десетиот. По тројца кошаркари во обете екипи со двоцифрен број на поени. Кај Барбарци Милошевски 11, Ѓоргиевски, Волкановски, кој замина на клупа под 10. А сега лична грешка на Божиновски. А овој пат нема да се согласам со судијската одлука. Тоа е моје право и ќе го искористам. Не цели 19 секунди до крајот. 56-57. Прв кош за капитенот Меритон Жерка. 23 минути на паркетот мина. Но одлично си ја работеше, си ја вршеше својата задача во одбраната. А ова е нова загубена топка за екипата на Вардар, веќе 20-та.
нема логика во овој шут. Ајде, овој беше, би рекол, морален. Едноставно мораше Божиновски да шутира, но не у претходниот на десетката. Реджеп 11 шута за 2675, 3 тројки, останува на 9 на 21 поен. Енис Реджеп само 2 во второто полувреме. Како и да е, екипата на Шкупи ќе влезе со 2 поени предност во последниот период. Водеа плюс 8 на полувремето во 22-та минута. Кошаркарите од Скопската населба Чаер има и плюс 13. Водеа со 49-36, но вардарци во продолжението на третиот период успеваат да се вратат во игра и ќе не очекува интересна завршница. Интересен последен четврти период од овој надпревар. Завршни 10 минути, последна четврта четвртина од вториот полуфинален меч во генерацијата на М18 во јуниорска конкуренција. Се бара вториот патник во финалето. Оној тим кој ќе му се спротистави на работнички утре од 20 часот, а поразениот од овој меч од 17:30 ќе игра против МЗТ Скопје Аеродром. Останува во напад Вардар. Енергична одлука на нашиот филм судија Александар Милојевиќ, веќе говорев за него. 3 сигурен сум, за 4 не баш европски првенства зад себе. А со ова тројка на Монев, негова четврта, купно 12 поен, Вардар доаѓа во водство. Монев прави лична грешка. Втора. Вардар доаѓа во водство. Еве зошто интересна младинската кошарка. И верувам дека утре во финалето од 20 часот оваа сала ќе биде претесна да ги собере сите оние кои сакаат да ја следат кралицата на спортовите, како што ја нарекуваат, на спортските игри, се извинам, кралица на спортови сепак атлетиката, но на спортските игри дефинитивно кошарката. Еве можност да биде зголемена ова минимална предност, тоа и ќе се случи. Добра асистенција на Дамјановски кон Иван Волкановски, негов 12-ти кош и сега вардарци практично со играта на Шкупи која играше во текот на речиси 30 минути, агресивно во одбраната. Број 13, одново Монев, трет фаул за него. По 4 кај Вардар имаат Јоан Божиновски и Роберт Стојанов, како и Филип Ѓоревски, првиот плеймејкер кој одамна е на клупата за резервни.
а по 4 фаули имаат пак и стартерите во редовите на Шкупи, капитенот Меритон Жерка и Ведмир Какруки, третиот стрелец во овој тим, но и прв скокач. На Какруки му фали само уште еден скок да оствари веќе дабл-дабл учинок. Има 12 поени и 9 скокови. Те мора да биде извршена измена. Ако се присетите, кон средината на третиот период, Меритон Жерка веќе се пожали на повреда. Мислам дека станува збор за истата нога. Мислам, не сум убеден. Но според оно што го гледам, капитенот на Шкупи тешко дека ќе може да му помогне на својот тим. Во ситуација кога Вардар го превзема водството. Мјаки. И поените кажат има и дополнително слободно фрлање, лоша реакција на Монев. 3 фаули во низа на Данило Моне. Настапуваше и во финалето до 20 години, веќе има еден трофеј сезонова, момчето родено во Пробишти. Алиевски останува на 5 поени, не успева да реализира дополнително слободно. Поен предност за Вардар. Ѓоревски. На блок, Волкановски, Ѓоревски, еве чиста ситуација, Монев за 3, нема тројка, нема поени по офанзивниот скок, но каква грешка сега, на крајот 13 поен за Ѓорги Милошевски. Да, сепак не забаравајте, 17-18 години имаат овој момчиња. Да, некој ќе рече, па има 18 годишњаци кои играат и во Евролигата. На сега колку тие имаат наистина 18 години е знак на прашање. Познат е трендот на фалсификати со годишната возраст широм Европа. Може би ќе треба да размислува и нашата федерација. Пенесото земје, како сега да веќе да е тоа спортски баш, ама широм Европа тоа може да го видите на големо. Има две слободни фрлања за Какруки. Надвор од игра Јоан Божиновски и неговиот татко своевремено сакаше да игра кошарка, но остана на тоа сакаш. Јоане играчиште за него. Какруки 13 поен, израв 63-61. Ѓоревски, Дамјановски,
Еве ситуација за Ѓоревски, тројка е тоа на Ѓоревски, негова втора. И сега краде топка Мартин Дамјановски. Откако влезе ова момче во игра, Вардар прави резултатски пресврт. Тоа е повеќе од сигурно. Го подигна нивото на игра во одбраната вардарци и успеваат да се вратат во игра и дури да водат. Интересно, во оваа четвртина Шкупли нема ниту еден обид за три. Камбери сега налета на блокада. Чекори, да, свртен со грб. Бараше контакт Вајмир как руки. Го забележаа тоа судиите. Еве можноста за Вардар, кој во третата минута имаше највисоки 6+, а сега 5. Да дојде до највисоката предност. Чиста ситуација. За 3! Мартин Дамјановски. Ја и сега речете дека не ја разбирам кошарката. Колку пати споменав дека оние кои не добиваат шанса на клупата, тие многу често, ајде да не речем 100%, ама 80-90% од случаите, за да добијат поголема минутажа, знаат да го кренат нивото на играта. Тоа е случај вечерва со Мартин Дамјановски. Го немаше никаде во првото полувреме. Одигра некоја минута во завршницата на третиот период и еве сега во вистински момент постигнува тројка за 69-61. 33-та минута од надпреворот плюс 8 за Вардар. Еве зашто интересна ова младинска кошарка. Многу често има падови и осцилации, нешто за што говоре. Де едната екипа води, де другата. Честопати се менуваат во водство. Не успева да возврати со 3, а Ливоски Дамјановски признава дека има фаул, барајќи топка отстрана, но не забележува дека е веќе во болниц неговиот тим, без разлика дали беше тоа обид за кош, а беше. Затоа Вајмир как руки изведува слободни фрлања. Негов 14 поен, веќе има дабл учинок ова момче. 14 поени, 10 скокови. Дабл учинок има и петката кај Вардар. Иван Волкановски, 12 поени, 10 скокови. Во подолг период Шкупи постигнува кош. 63-ти. Има уште многу да се игра. Еве чиста ситуација, но прекината играта, лошо поставен блок од Мартин Дамјановски. Покажува судијата Милоевиќ. Втора лична. Шанса за Шкупи да намали од оваа негатива, која во моментот изнесува 6 поени. Успева да стигне во одбраната Никола Шопов.
лоше настапи Шопов во текот на сезоната и у прволигашката конкуренција во првиот тим на Вардар. Какруки налита на блокадата на својот опонент и во репрезентативниот тим Волкановски. Не се решава Волкановски да бие за 3. Одличен е пријанецот. Добро отварање по пик, го забележа тоа Данило Монев и за Иван Волкановски 14 поен. Супер момче. 2:05, има капацитет и материјал во него. Само уште тоа да го види некој од нашите прволигаши ќе биде супер. 71-68. Водство на Вардар. 5 минути точно до краја. Не е уште ништо решено. 8 поени се ништо во кошарката. Камбери остана на 22, односно 21, колку што има и Реджеп. Втор за Ѓорги Милошевски, има 2 слободни фрлања за Абдурахим Јаки. Не се запиша до сега во листата на стрелците. Јаки, Абдурахим, нешто над 13 минути мина на паркетот, ова е негов прв кош. Осумина кошаркари ротираше, Енвер Мифтари. Додуша Сулејмани не доби кој знае каква минутажа. Евенофовиќ за 3. Данило Монев. Негова петта тројка, 15 поен. Јубилејна 10-та тројка за Вардар. Вардар во оваа четвртина постигнува 4 тројки, а во претходните 3 реализира вкупно 6 од 22 удари. Лична грешка за Мартин Дамјановски, кој има 2 слободни фрлања. На повреда се жали. Енес Реджеп одигра брилијантно во првото полувреме, имаше 19 поени, 13 одни во првата четвртина, 6 во втората, само 2 коша за десетката на Шкупи во третиот период и еве можноста и во овој четврти да се впише во листата на стрелци. Има втора шанса. Ако во првото полувреме агресивната игра на Шкупи во одбраната придонесе за 16 загубени топки на Вардар и дури 11 украдени на кошаркарите во сини дресови, сега во второто полувреме сликата е сосема поинаква, но и се расшутира Данило Монев. Негова трета тројка во оваа четвртина. Нова блокада, овој пат на Никола Шопов. Монев 9 шута, 6 тројки, вкупно 18 поени. Кошаркарот со број 13. Кратко беше тоа. Ова е само првиот обид на Шкупи во овој период да се реализира тројка на Мјаки, непрецизен. Со број 5 Иван Волкановски заработува четвртата лична грешка. Ако може режијата тоа да го повторат, ќе биде супер. Шеснаесети поен за Валмери Какруки.
Еве го и 17-тиот. Има неколку кошаркари од овој полуфинален меч кои може да се издвојат во овете екипи. Реджеп Круки, Камбери, Шкупи, Волкановски. Во екипата на Вардар заслужни аплаузи заработува и Мартин Дамјановски. Имаше, би рекол, една од главните улоги во овој пресврт кој го направи неговиот тим. Одигра малку, но квалитетно. Еве чиста ситуација. За 3, овој пат нема тројка за Монев. Но затоа има 2 поени за Ѓорги Милошевски, негов 15-ти. Чисто ме интересира колку асистенции има овој кошаркар. 2 слободни фрлања ќе има, само еден фаул за кој број? Број 5. Тој е Волкановски. Тој е првиот играч кој поради 5 фаули го завршува мечот со 12 постигнати коша или сепак останува во игра. Очигледно четврти фаул. Фаулот беше покажан за друг играч, мислам дека е Шопов. Тој беше во непосредна близина. И сега Круки веќе и физички нема сила. Изигра многу. Во високо темпо. И нормално е како се ближи крајот да се губи и концентрацијата и снагата. Плюс 11 за Вардар. 79-70. Бидејќи Круки стигнува до својот 19-ти кош. И сега тој ја превзема одговорноста. Обид за 2 тоа на Никола Шопов, негов 11-ти поен. 1, 2, 3, 4, 5 мина играчи кај Вардар со двоцифрен број на поени. А тројца кај Шкупи. Останатите далеко со двоцифрен број на кошеви. Тайм-аут за Никола Велев, тренерот на Вардар. Не помни 2 минути до крајот, 1:56 во ситуација кога Вардар треба само мудро да ги одработи овие нецели 2 минути и да обезбеди пласман во финалето. Таму подсетувам ги чека Работнички, кој во првиот полуфинален меч гостувал да МЗТ Скопје со убедливи 35 разлика, 95-60. Утре од 17:30 се игра дуелот за третото место. Како стојат работите, МЗТ против Шкупи. А од 20 часот низ директен пренос средбата за златниот медал за шампионскиот трофеј, седно како сакате, во генерацијата 99-та или М18 јуниорска конкуренција. Работнички и најверојатно велам против Вардар. Но ќе почекаме 2 минути несели. Волкановски. Ѓоревски беше стартер и еден од лидерите во тимот на Вардар. Се до моментот кога ја заработи четвртата лична грешка, тоа беше некаде на стартот на
третиот период. Сега Никола Шопов, 13-ти кош. 90 секунди до крајот. Треба да му се честита на Владимир Какруки за храброста со која игра и се носи со високите играчи на Вардар. Еве го неговиот 21 кош, се изравнува со Елеса Камбери, еден повеќе само има Енис Реджеп. А 16 на спротивната страна за Иван Волкановски. 85-72. Ќе мора полека да завршува оваа акција со чекор наназад, изнудува 3 слободни фрлања. Енес Реджеп, а пети фаул за Филип Ѓоревски. Битолчанецот Ѓоревски преверено го завршува на преварот. Со 10 постигнати поени. Три слободни фрлања ќе биде тоа. Бидејќи практично беше обид од 8 метри. Со звукот на сирената Реджеп да постигне тројка. Првото го поготува, второто не. Има уште една можност. 23, од нив само 4 во второто полувреме. Еве го и петиот за вкупно 24 коша на Енис Реджеп. 85-74. Последна минута. Последни 45 секунди. Одличен евростеп беше тоа на Ѓорги Милошевски. Осумнаесет поени, 5 скока, 6 асистенции. Тоа е неговиот учинок во овој полуфинален меч, барем до сега. Има можност за уште еден поен. Еве го 19-тиот, односно 16-тиот. Задоцната е ова одбрана, ова агресивност во одбраната кај избраниците на Енвер Мифтари. 9 разлика, 33 секунди внесили до крајот. Подсетувам уште еднаш дека ова е само првиот од низот од директни преноси од завршницата на младинските кошаркарски шампионати на Македонија. Утре вториот од 20 часот работнички Вардар во дуел за шампионскиот трофеј. Во среда во малата сала на спортскиот центар Јане Сандански ќе се игра полуфиналето во конкуренцијата на помлади пионери до 14 години. МЗТ Скопје аеродром против Партизан Водносанс. Од 17:30 до 20 Феникс против Вардар. Петок и сабота
Final Four им 16 или до 16 години. Првиот меч е меѓу Феникс Санс и екипата на Партизан Водно Санс, генерација родени играчи 2002, бидејќи они од 2001 година ќе играат во второто полуфинале од 20 часот во петок против Вардар, кој ќе биде домаќин и на тој турнир. Да ги проследиме завршните 30 на секунди, да се очекаме конечниот епилог од овој меч. Интересен, во кој двете екипи има свој период на игра, но чинам дека вардарци беа оние кои знаеа да го одберат вистинскиот момент, бидејќи кога беше непотребно успеа да се играат најдобро и да забележат победа со 88 спрема 80. На крајот спортски подадена рака, секогаш е така. Кога во прашање се младите спортисти, честно е да се признае поразот. Накратко, за најефикасните во овете екипи, да не земеме многу време, по 24 поени Камбери и Реджеп, как руки исто така. На другата страна Милошевски 19, 18 Монев, Волкановски дабл учинок имаше тој. Го гледате конечниот резултат 88-80. Вардар против Работнички утре на Сител 3 од 20 часот низ директен пренос за шампионскиот трофеј во генерацијата до 18 години. Почитувани гледачи, ја само ќе ви заблагодарам на вниманието и ќе ве поканам да останете на фреквенцијата на Сител 3. Пријатна вечер од мене.